Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Ќе се обидам вечерва да ги сите факти од првиот ден после случувањата со Пулс да ги ставам на едно место. И верувам дека нема да имаме забрана, и верувам дека нема да имаме напади, дека нема да сметаме со вистината и дека нема да се обидат да го исклучат и ова видео. Како најпрво, една од најбитните работи мои, која што е поврзана со нашата активност, која што е доброволна и која што е во интерес на правдата и која што е во интерес на децата. Сите ние и јас како Владо Павлов си дадовме збор пред универзумот дека вистината ќе ја бараме и дека ќе се бориме за истата таа, бидејќи сите ние сме родители и секој содействува со родителите кои што имаат починати и повредени деца. Ова ќе биде прв дел, затоа што не постојат многу сличности, а и коинциденции, каде што одговорно тврдам, а и тоа ќе го докажеме во одреден момент, затоа што мојот тим со адвокати и останати се уште собираме докази за сето она што се правило со Владо Павлов. Коинциденција не постои, ама истите лица кои што се инволвирани во случајот со Пулс се инволвирани и со нарачаното сценарио против Владо Павлов, со нарачаниот претрес, кој што имаше за цел да го украде најстариот кронисан доказ. Јас денес ви објавив една сторија каде што бев повикан да помогнам со моите истражувачки дејности. Јас и без да ми кажат родителите или денешниот председател на Сдруженијето 16 март, кој што има починато девојче, уште од првиот месец застанав во одбрана и да дадам од себе со целата моја екипа да помогнеме, затоа што таа вистина мора да се обелодени и овие деца треба да имаат правда. Жално мо вистинито, јас ќе објавам уште многу мои записи и со мојот тим и комуникации кои што ги имаме правено на Вибер со Ацо Пјаца, а вие ќе бидете сведоци зошто не е покренато иницијатива од родителите, зашто не е покрената иницијатива од председателот на Сдруженијето 16 март, зашто не е покрената иницијатива од никој друг, затоа што дел од моите докази, она што јас го истражував со мојот тим уште од првиот ден кога го барав мојот син Буби, каде што никој немаше доблест да ми каже дали бил таа кобна веќе таму, значи ниту неговата мајка,
немаше доблест да се јави да ми каже дека Буби не бил таа кобна вечер таму. Сето она што поминав, додека го барав Буби, и она што го гледав, почнав да го истражувам. Мојот најмал син не беше таа вечер кобна, ама на таа кобна вечер му починуваат тројца другарчиња. Го баравме, се додека тој не пиша дека не бил ниту тој, ниту Марија во дискотеката таа кобна вечер. И така почна ова перипетие како кочанец, како родител, со еден мал револт од сето оно што го гледав низ годините во Кочани како најголем секташки град, колку сакаат нека ми најдат мана моите кочанчани, и тоа си нивен проблем, затоа што молкот пред вистината и молкот пред сето оно што се прави во овој град е многу грозоморно. Прво што забележавме, и тоа го направивме со екипата на Канал 5, со новинарката која што побара помош од нас, истиот ден и истото утре беше и мој другар, мој брат од Волците, кој што заедно го истражувавме ваквиот случај. Првите слики кои што беа доставени до телевизиските куќи беа од нас. Ние цело време бевме исто така во контакт со повеќе новинари, меѓу кои со новинарката од Канал 5, како се викаше? Ако ви текне и видео комуникациите на Вибер што ги имаш со нејзе, а исто така и тие комуникации на Вибер ќе ги дадеме, каде што ги имаме направено и со повеќе новинари од повеќе телевизиски куќи, исто како што една од комуникациите денес објавивме со Ацо Пјаца. Мими, значи новинарката од Канал 5 беше Мими, за кој што ќе имаме посебна емисија, ќе ви доставам комуникација што се е споделено на нејзе и зошто и таа како и Ацо Пјаца, како председател на Сдруженијето 16 март, премолчиле многу работи. Сега ќе започнеме со една активност, со една вистина, за кој што морам да признаам дека од првиот ден сите ние и тимот на Се македонско обединување си ја стававме главата во торба, а тој и до ден денес, покрај многу други активности кои што ги имаме, а тие активности ги знаете, ние сепак наоѓаме време, извинете ми, на кој што доброволно и само иницијативно со наши трошкови, со наши финансиски средства го правиме сето ова и не бараме од никого. И нема да бараме од никого. Значи, покрај активностите кои што ги имаме во Скопје, Битола, спремањето на првиот кафе бар во Прилеп, а потоа веднаш почнувањето и во Битола, на спремање на нов кафе бар, кој што ќе биде идентичен како Прилеп, ние уште наоѓаме време да се бориме за вистината и ние уште наоѓаме време да ја одржуваме вистината на она што се случува денес во Македонија. Многумина ми кажа вака: Владо, зошто ти треба сето ова? Гледај си ја работата и немаш потреба да се замараш. Едноставно, остави ги работите да се течат онака како што треба. Гледај си ја работата, еве гледаш, се докаже во секое поле, имаш поголем број на луѓе моментално после твоето 20 годишно дело,
те почитуваат луѓето, им помагаш, продолжи така. Да, но не смееме да заборавиме дека и ова со кој што ние денес сме дојделе до овој степен, па и јас како Владо Павлов, е заслуга на Бог. И што ако Бог, велам, го бара тоа од нас? И ние треба да го презентираме. Џабити са сите солени соби, џабити са сите придружници во Македонија, џабити и новото дело што го правиме денес во Прилепа, утре во Битола и Скопје, ако не се базираме со Бог, универзумот, Галактичка федерација, како сакате кажете го. Тоа значи дека многумина молчеа пред Владо Павлов. Молчеа и пред азбестните табли. Молчеа и пред Цијано водородот, кој што денес ви е многу популарен од дискотеката. Затоа ќе ги прашам сите нив, ќе ги прашам и од Инфомакс. Ги отекоа нозите од одење по маршевите. Секој ден киснеа во Кочани. Како тие не ја пронајдоа причината. И како тие во Инфомакс, а преку нив и сите новинари, кои што денес го презентираат Цијано водородот, никој од нив не беше дал исказ. И зошто? И дали новинарската должност, и дали новинарството не е детекција? Јас навистина се прашувам и се чудам. Дали знаете дека тие сите и поголемиот број нози скршеа во Кочани, ама никој од нив не ја кажуваше правилната вистина што Владо Павлов ви ја кажуваше. Имаме докази од 17 март, 20, 21. Ова што од денеска го објавив, а ќе објавам многу преписи кои што ги имавме со председателот на Сдруженијето 16 март. На Вибер комуникација. А и колку состаноци имавме, никој од нив не сакаше да го прифати она што ние тогаш им го кажувавме на родителите, а тие денес истото го презентираат. Дали денес е задоцнато? Дали обвинителниот акт е затворен? Дали ние навремено реагиравме тимот на Владо Павлов и Владо Павлов? И зошто тогаш навремено не се реагираше? Дали е потребна обдукција за да знаеме дека нашите деца починаа од Цијано водород? Дали е потребна обдукција за да знаеме дали тие се изгорени или испечени? Јас имам повеќе од 10 слики, меѓу кои и слика од Андреј, кога е починат, и не сакав тие слики да ги објавам до ден денес. Сите тие слики ги знаат, или дел од тие слики од починатите дечиња, фрлени во ходниците, на здравствен дом Кочани или на некои други места. Јасно се гледа дека нема горења. Јасно се гледа дека облеката им стое. Јасно се гледа дека немаат изгореници големи. Туку едноставно се гледа по сликите дека тие се испечени. Дали требаше обдукција денес кога завршува обвинителниот акт да се споменува Цијано водородот, а ние тоа го кажавме од 17 септември. 17 март се извинувам. Зошто и Ацо Пјаца молчеше? Нека се јаве
нека каже, нека пише. Дали Владо Павлов, Ацо, не ти достави се? И дали не ти објасни дека тој начин на смрт не е поврзан со јаглероден моноксид? Дали не ти даде докази за се кои што требаше да ги дадете до јавно обвинителство? И зошто тоа не го направивте? А денес истото го правите што требаше тогаш, после 6 јуни, да го дадете и до премиерот, и до министерот за внатрешни работи, и до Кочанскиот јавен обвинител, кој што денес за Ацо Пјаца и сите родители е Бог. Зошто, Аце, не се водепте со доказите кои што не барат ништо од вас, родителите? И ти, и твојата сопруга, и сите останати не сакате да ги прифатите овие докази, а денес ги ставате на маса како докази. Зошто се премолчуваше Цијано водородот, на кој што само Владо Павлов го објавуваше? Токму така, брате Мето, додатна тежина ќе имаше во обвинението ако на време се реагираше за труењето. Денес џабе го споменува и родителот и председателот на 16 март, Цијано водородот. Тежината ќе беше друга ако тоа го направија на 6 јуни, кога ги добија на лист точките по кои што треба да се водат за правда на низините деца. И тука имам голем револт, бидејќи не е само барања. Не е само обвинување. Треба да знаеме како да работиме. Некој од нив има многу разговори со Владо Павлов. Дали тие разговори, дали овие преписки меѓу нас и нив се искористени? Дали повторно Владо Павлов е искористен за некој да си набива негова агенда? Навистина, родители, многу ми е сомнително. А јас вечерва ќе ги прочитам сите точки кои што ги доставив до вашиот председател на 6 јуни 2025 година. И дали требаше да се затвори обвинителниот акт за да сега ги кажувате? И дали верувате дека Сунгерот е тој што е главен виновник? Јас не можам да поверувам на себе ако знаете дека Сунгерот целосно изгорува и нема никаков проблем, барем како што се гледа од одредени снимки со дел од посетителите, каде што јавно му кажуваат на ДНК, на Панчо и на Андреј дека почиваат во мир и дека гори таванот. Затоа се прашам колку време требало да помине за да се види дека гори таванот. Навистина се прашува. Навистина, мои кочанчани, ова што се деси и што се премолчува, нема да верувате дека таа секта кочанска ќе ве држи и ќе ве чува се уште. Сектата ќе се уништи. Не поради друго, поради Бог што сака. А вие можете, колку сакате да плукате и да ме правите за беган или не знам како ли не. Јас имам докази, имам комуникации, имам на Фейсбук, имам во пораки,
Имаме на Вибер со новинари, со лица, со министри, имаме комуникации со премиерот. Мојата душа е чиста. Тоа што го правам јас за овие деца. А вие размислете се, родители. Дали ако навремено тоа што го добивте од Владо Павлов реагиравте, ќе имаше посебна додатна тежина. Или полесно е да кажете дека прскалките го пробија глитуваниот малтер, па помина преку гипс картонските плочи и на крајот дојдоа до сунгирот. А каде е сунгирот? Сунгирот е веднаш под покривот. Што ви укажува сето ова? На што ви укажува сето ова? И денес, кога обдукција го потврди тоа што Владо Павлов ви го кажа, ама веруете ми, обдукција ќе ви докаже дека и од азбестните влакна и честици заедно со цијановодород починуваат. Тоа што ви го кажав од првиот ден. Ама вие упорно одевте со прскалките. А зошто? Зошто, кочанчани мои? Зошто некој сакаше да ја скрене трагата? Да замине, да помине, да однесе на друго место? Зарем самите не видовте? А денес некои ви кажуваат со едно вдишување се балосувате, со второ дишување во не се спаѓате. Ама вас, кочанчани мои, ви манипулираа со херои. Зарем сте се запрашале во таква контаминирана просторија од гасна комора, колку му треба на еден да вдишува? Колку му треба на еден да вдишува? За да 20 пати влезе и 20 пати излезе. Па дури и на грб да носе од пулс до здравствен дом Прилеп. Сите сме родители. Ви кажав, се додека сунгирот горел, опасност немала, затоа што овие гасови оделе во воздухот. Ама ова сите вие го премолчувате. Го премолчува и Јацо Пјаца, за кој што навистина многу сум навреден како родител. И во една прилика сум му кажал дека јас одействувам како тебе од она што го прават со моите деца сектата во Кочани. А тој ми кажа, твоите се живи. Али, денес ова го слушам, и денес ова да го гледам, и денес толку радикално да се наступува со цијановодородот, па каде беа Инфомакс? Секој ден клечеа во Кочани, секој ден одеа на маршевите, секој ден се слушаа со луѓето кои што преживеа. Зарем не ви кажа дека имало најпрво експлозија и пола покрив падна? Зарем не го гледате покривот каков е? Или треба некој кој што поминал во специјални единици да ви го каже ова? И тој некој, кога ќе ви го каже ова, вие го злоупотребувате. Нека ми докаже некој дека не сум во право. Нека ми докаже некој зошто требаше ова да се случи на 16 март, ден на раѓањето на Исус, според мојата 30 годишна истражувачка дејност.
И ова ви го кажувам на денот на раѓањето на Нимрод, на денот на католичкиот празник, нели 25 декември, на денот на католичкиот Божик. Оти се уште верувате дека овчарите на скии биле со гакички Адидас. По снег се возеле така и се скиеле. Оти се уште верувате дека големата мајка и Синот Божи се поврзани со расцветувањето на земјата, а не со хибернацијата. Нашиот Исус не е мечка да оде у хибернација. И затоа е 16 март, според мене и моите истражувачки дејности, ден на раѓањето на Исус. Затоа 16 март, година пред случувањата со Пулс, на ова иста секташка организација која што е поврзана и во Основен суд Кочани, и со извршители, нотари, адвокати, олигарси и лица од Овара Кочани. Зарем случајно моето Кочани го нареков Дувлочани? Немојте да ми кажете дека пола Кочани не знаело дека ќе има рација таа вечер. Немојте, кочанчани. Немојте. Зарем случајно 16 март беше изберен за линчување и жигосување на Владо Павлов, година пред случувањата на Пулс. Одлуката донесена да се заврши меѓу 15 и 16 претресо, кога е украдено свеќето на животот. И затоа имаме повеќе лобирани со Владо Павлов и со Пулс. Инспекторката Кристина, со Темелков имавме секојдневни разговори поврзање со Пулс, со Крим техника. Каде што една недела стоеше полициска кола пред мојот дом, да ме омаловажуваат, да ме уништуваат, да ме прогласуваат Пабло Ескобар. А зошто? За да го крадеме свеќето на животот и за да Владо го уништиме. Дали знаете дека во еден исти ден имам и претрес, имам и семено насилство, имам и полициски разговор у Увара Дувлочани. Замислете што прават, се губат. Вие не знаете што е секта. Вие верувавте дека секта е она што некогаш во минатото во Кочани ќе ги кршеа гробиштите на починатите, ќе носеа кокошки и ќе пие крвта од кокошките или од петлите. Не. Ова е нешто поголемо кое што е поврзано секаде. И кој што е создадено од времето на Слободан Милошевиќ, нова некоја комбинација на секта, каде што полицијата и подземјето се заедно, сите се едно. И затоа беше стравот голем, бидејќи најловираните, на кои што им е дадено да ги чуват нашите деца, тие ги другираат. Тоа беше стравот. Не дај Боже, некој од родителите да го злоупотребува своето дете починато. Не дај Боже. И дека ми докаже некој од што се создал толку голем, од што е создадена толку голема и силна температура. Зарем поголемиот број не кажале
Чувствувавме дека ни горе косата, а пламен немаше. Зарем по големиот број не видовте дека беше вжештена конструкцијата? Зарем не гледате дека се топело железото од конструкцијата? И ако немало ништо на таа конструкција горе, како можело да се свие? Кој беа први кои што дојдоа на настанот од ОВР Кочани? Јас се јавив и пишав да го здравствено да се проверете. Посебно го споменав Пецо Ѓоргичето и сите останати кои биле на увид во таа контаминирана гасна комора да се проверат здравствено. Затоа што стаклените волна од азбестните табли се многу штетни, а и цијановодородот. Зарем тогаш не видовте како се навалени конструкции? Што стоело на тие конструкции? Затоа што ако немало ништо, тие немало да бидат свиени, а биле вжештени. Која е точката на топење на металната конструкција? Нема Владо да премолче. Убаво е што се навлековте со цијановодородот. Само сунгирот не може да создаде толку силна температура. Сунгирот не може да создаде толку многу цијановодород. Сунгирот само помогнал на некое друго действие. Оганот од сунгирот само помогнал да се добие над 100 степени, каде што и оно што го гледате, што капело по палтињата на починатите, ќе ви докажеме што е. Ќе ви докажеме што е. Затоа што пожарот и цијановодородот, се додека горе сунгирот, нема никакви проблеми. Оди во воздухот. И затоа апелирав да се прогласи елементарна катастрофа. Ама вие, сите бевте мозоци, сите бевте паметни. И нема да молчам. Од инспекторот 94 година, каде што еден има жив од тројца извршители, а тоа го знае се македонско обединување кое што е секаде, еден е жив. И од тој еден ќе почнеме. Помнете и не заборавајте сите во Кочани. Од тројцата учесници кај инспекторот еден е жив. И од тој еден ќе почнеме од таа кобна 94 година. Каде што пепел ни го правите нашиот град. Топењето и оно што го гледате на палтињата е од нешто друго. Од нешто што било пластично најпрво, заштитно. Се додека горела пластиката, исто немала опасност. Но кога ја поминала пластиката, дошло до експлозија. Нито еден од родителите, па ниту Ацо Пјаца со кој комунициравме и со кој му пишувавме, не ја спомна никогаш експлозијата, како што никогаш не сакаше да спомене за цијановодородот што му кажавме на 5 јуни 2025 година.
за навремено да реагира во јавно обвинителство, за да има посебна тежина обвинетелниот акт. Затоа што поголемиот број 90% починале откако излегнеле или стигнале до здравствен дом со пена во устата. Идентично како што кучињата на времето ги тровеа. И сакам да се произнесе, бидејќи сите комуникации што ги имам со Ацо Пјаца ќе ги дадам. Затоа што ова и ненавремено реагирање е безпотребно сега што се прави. Може би е задоцнето. Како што не манипулирате дека во ова гасна комора некој може од 20 пати да влезе и да излезе, па дури на чушка да носе некој од пус до здравствен дом Кочани. Кого сите вие манипулиравте, а мене ме правевте тоа што не сум. И затоа Кочани ќе биде минато за мене. А ќе живеам во Македонија. Ќе доаѓам во Кочани и секаде повторно ќе шетам слободно како што до сега шетам. А криите ги вие сите. Правете се дека ништо не знаете. Лично ќе дојдам јас во пицеријата и пред сите вас ќе го прашам Ацо зошто навремено не реагираше ако беше родител, како што треба. Затоа што мене ме болеше внатре, а камоли него. Јас, Владо Павлов, тој што од првиот ден вие кажуваше вистината. Тој што ви се смееше на сите кога велете дека херој има. Па дури го насанкавте и премиерот Тино да благословува за некој херој. Кој е маж што ќе влезе таму? Или ги извлековме само кога заврши се? И ова го правам за децата, затоа што само тие се херои, кои што еден со друг се бореле да се спасуват. Јавна тајна е се што се правило таму. Уште газда го кажувате, Доел, Табан, Пром, Деко. Ке ви објавам она што е пишено и она што е доставено и нашите точки кои што се поврзани и испратени до Ацо Пјаца на 6 јуни. Нека ми извине, ама мораме да се бориме за правдата на децата. Затоа што ако навремено реагираше, тогаш поношо му го дадовме, а не баравме ништо освен правда за овие деца, обвинителството немаше да оде во друг правец и Кочанскиот јавен обвинител. Пета точка. Дали лицата од ОВР Кочани на местото на настанот биле информирани да бидат крајно внимателни од како се случува првата експлозија, да не преземат никакво извлекување од внатрешноста, да гаснат од внатрешноста, да помогнат на децата.
а биле надвор и немо гледале за кој сведочат многу сведоци и деца. Дали лицата од оваа Кочани после првата експлозија и кога паднал дел од покривот, кога настанува пеколот и кога настанува гасната комора веќе внатре, а не се додека покривот горел, и сунгерот биле веќе информирани дека не може да се излекува никој, поради тоа што секој што ќе влезе си го загрозува својот живот од веќе сега што знаете цијановодородот. Шесто прашање. Дали големата смртност кај поголемиот дел од децата настанала со труење од цијановодород и што го создал овај отровен газ, каде поголемиот дел од децата биле свесни, изфрлиле пена од устата и починале. Идентично како кучето што се труе со ланата пред да почине изфрлува многу пена. Ајде, Ацо Пјаца, биди маж и за децата заедно да ја победиме неправдата во Кочани. Кажи, дали ова не ти испратено на Вибер на 6 јуни 2025 објавено на Вибер комуникација помеѓу тебе и мене, Ацо Пјаца, председател на Сдруженијето 16 март. 6 точка. Повторувам, дали големата смртност кај поголемиот дел од децата настанала со труење од цијановодород и што го создал овај отровен газ, каде поголемиот дел од децата биле свесни, изфрлиле пена од устата, напочинале идентично како кучето што се труе со ланата, пред да почине изфрлува многу пена. Дали ако навремено реагиравте, ќе имаше посебна тежина она што денес се случува со судењето? И зошто вие, како родители, ова не го доставивте од денот кога Владо Павлов ви го даде со тимот и се македонското обединување од цела Македонија и од цел свет? ПС. За високата температура и опажурувањето треба да доставите документ до Крим Техника, оваа Кочани и Основно јавно обвинителство Кочани, начело со јавен обвинител Борче Јаневски, кој што треба да ве известат од што е создаден цијановодородот, а исто така да ве известат и како азбестните табли од покривот. Ацка, ај кажи на децата малку нека бијат мирни. Малку само нека бијат мирни да завршим, пошто... Значи, повторувам, за високата температура и опажурувањето треба Крим Техника и оваа Кочани да даде свој исказ заедно со Основното јавно обвинителство Кочани, начело со јавен обвинител Борче Јаневски, и да не известат покрај цијановодородот како азбестните табли од покривот се огноотпорни, а успеале да се запалат. Сето ова треба да знаеме дека е потребна температура од 1200 до 1500 степени Целзиусови. А тоа е доказот за сите оние деца кои што тврдат и кои што велат
Мислевме дека косата ни горе, а немавме пламен. Од што е создадена ова висока температура? И кој треба да се штите? Покрај тоа што се штите наркокланот, каде што Кочани ова дискотека била дисконт на кокаин на цела Македонија. И најбедно и најжално е, кочанчани мои, вие адвокатите, вие продадени души. Една од моите адвокатки од Прилеп, знаете ли што вели? 100.000 евра да ми дава, немаше да застапувам никој. Една од моите адвокатки во Прилеп, што не е кочанчанка. А вие кочанчани мои, колку ги спасите? Колку ќе успеете да спасите? Затоа што ова што сами вие денеска го објавувате и ова што вие денес, сето ова на основу на нашите сознанија од првиот ден ќе ја отвори Пандорината кутија. И дали причинител се прскалките како што од првиот ден започна. Самите утврдете. Прва точка. Ова се точки дадени од тимот на Владо Павлов и се македонско обединување до председателот како наша поддршка и помош за правда на дечињата кои што се тие за мене херои, а не оние кои што ни кажувате дека се херои. Како што гледате, треба сите да ги прашате колку пати треба да вдишете за да изнесете 20 луѓе. Ако знаете дека после трето вдишување може да дојде и до смрт. Прва точка. Ова е комуникацијата со мене и со председателот на Сдруженијето 16 март Ацо Пјаца, кој што има починато кој што има починато керка. И ова го правиме за сите дечиња кои се за мене херои, па и за неговото починато девојче. На која мрежа е приклучена Пулс? Ако знаеме дека таа фирма не постои, дали имало вечерта екипа наебана од Кочани со противпожарна екипа што е должност секаде да бидат заедно, екипа од Евана и противпожарна екипа кога ќе има пожар некаде. Втора точка. Која е фирмата што направила елаборат за БПЗ заштита, преку кој добиле наводно дозвола за работа? Трета точка. До Крим техника и основно јавно обвинителство да ни одговорат од што настанала таа висока температура, несвојствена за обичен пожар, поради кој барале, дали имало некој друг приклучок на електрична енергија во дискотеката. И така натаму. Ми се гаде. Ми се гаде од ова што го гледам и од она што го пратам. Не сакам да се сомневам.
дека задоцнетата реакција од родителите и од председателот има некоја позадина. Не сакам да се сомневам во такво нешто. Е мој Кочанчани и цела Македонија. Владо Павлов не маршира. Владо Павлов не се покажува. Ама затоа Владо Павлов ја правеше најголемата работа за правда на овие деца. Ама ниту една од точките кои што му ги дадовме на Ацо Пјаца не беа доставени до основно јавно обвинителство, дадени на 6 јуни 2025 година. А денес е најгласен за цијановодородот. А утре пак ќе биде најгласен и за печењето на децата идентично како на времето кога некого ритуално печеле во бик бакарен. Ги ставале внатре, а од надвор го гореле бакарниот бик. Проверете ја. Проверете ги капките од палтото. Од што дојделе? Сигурно не се од сунгирот. Такви. Проверете. Од што се тие капки на палтињата на починатите деца? И на крајо, во ова дискотека имало прскалки секоја вечер. Во едно видео, кој што ви доставивме, прскалките директно одат во звучникот. Не во иверицата, туку директно во пластиката и во платното, во бас кутијата. Значи нешто што треба од овде и на многу мала висина, нема никаков пожар, ни звучник, ни светизвучник горе. Ама затоа, овие праскалки пробиле глетуван симнат плафон, поминале преку гипс картон плочи и дошли до сунгирот кој што бил под покривот. За да внуците на Радко Сорос и вахабиста спијат мирно. Ама затоа, Кочани остана без многу внуци кои што требаше да имаме во наредните 20 години. И криете се еден со друг. Не знам дали ќе се скриете од Бог сите. За сите злодела што ги правевте и се радувавте, кога некој се бореше за Кочани и беше ставен на тапето до ова секта, вие се смејававте. И не ви доаѓа мана што сте такви. Затоа бидете ми живи и здрави сите. Јас ќе продолжам со вистината. Денес сите сте сведоци за цијановодородот. А тоа беше обавестено уште од првиот ден после пожарот од Владо Павлов и од се македонското обединување кој што е секаде и кој што бара правда за децата со дела, а не со марширање, како тоа што го прават некои. И кога ќе ги дадеме вистинските дела и точки кај родителите и тие не реагираа. И како сега дојдовме до сето тоа, требаше обдукција да ни каже, па утре ќе видиме од обдукција дека 80% од починатите се позитивни на наркотични субстанции. Од каде знае еден од родителите дека имало 30 килограми кокаин таа вечер? Не е добро. Не е добро. Дали треба нов обвинителен акт?
Затоа што се додека ги држите прескалките ќе остане несреќен случај. А тие благи везе немат со вистината. И ве повикувам медали за храброст да им дадете на хероите. Затоа што само тие останале живи после 20 пати што влегле во ова гасна комора. А после второ дишување паѓаме у несвес. Браво! Супермен! Многу ме подсетува на атентатот на Киро. Пазите! Експлозијата се случила, по кои прописи председателот седе напред до возачот, то само го може во Македонија и кај Киро Глигоров. Се случила експлозија, нашиот покоен председател не сакал на очари и читал одалеку. И читајќи така одалеку се повлекол назад, ја отворил устата и го преживел атентатот од 20 килограми пластичен експлозив. Ама Киро заборавил да му каже на шоферот и шоферот останува со затворена уста. Исто е ова и со прскалките. Исто и со кабелот од модуларна. Тешко да се спасе од Бог и во вираниот и во модуларна и во дискотеката Пулс. И нека дава пари. Не може Бог да го преплати. Поздравете го тој што го штитите. Ништо не им значат милиардите евра, нивни пред Бог. Ништо! А ова црна дамка ќе продолжам и со други вклучувања во живо. И ќе ви докажам со кого се е пишувано и со кого се е имало вибер комуникација за спас на моето кочани. А исто така, ќе продолжам и со други записи. Со председателот што сум имал комуникација на ова здружение 16 март. Колку и да го боли. А и сите, колку и да ги боле, да ги жеже и да ги пече, јас сум тука вистината да ви ја кажам за се. Нека почиваат во мир децата, ќе се борам до крај, затоа што јас сум родител, затоа што знам дека треба сектата конечно да се уништи, која што пуштила пипки и која што имала цел за сето она што го прават со нашите млади деца. За да денес вистината, ако не ја кажеме и ако не ја обелодениме, ќе имаме проблем со нашите деца. Каде што пред некоја недела мојот син Љубомир ми кажа: не се плашат од ништо младите. Знаете зошто? Затоа што некој верува дека оној јагода газда и сите останати ќе поминат без вина. Затоа што вели, а така размислуваат и сите млади деца во Кочани. 59 толку деца почина и никој не одговара. Со што ги ние децата сега учиме и усмеруваме? Да не се плашат. А доправо ќе се дрма и Основен суд Кочани, каде што сите проблеми се од тука. А јас со ова секта имам уште војна. Барем тие мислат.
дека успеале. А и овај кочански јавен обвинител треба доправо да каже многу работи околу Пулс. А уште чекаме одговор. Дали претресот беше цел на крадење на најголемиот доказ на Кочани, кој што ни ја представува Раевската градина. И ќе ви доставам на кого се е тоа испратено. Сите записи, свеќето како е украдено, како е преземено, кој дал наредба, а не се водело во постапката за претрес, е информиран и премиерот на Македонија. Затоа што кај нас треба да биде се транспарентно. Па ајде да играме мажиња како што треба, а не како што играте досега. Сте се врзале како црева во Основен суд Кочани, обвинителство, УВР Кочани, адвокати, нотари, извршители, олигарси, директори на водовод и не знам кој ли не на времето. Го стрижите народо како што сакате. Нема да ви успее. Од 23 март со Бога напред ќе имаме фондација за спас на македонците од вас, од судовите, од обвинителите, од извршителите, нотарите и адвокатите купени. Фондација кај што центарот ќе биде на Китино кале во Кичево. А секој град ќе има придружници. И ќе се бореме за секој македонец. Од вас, секташите, во судство, обвинителство, МВР, извршители, нотари и кој ли не. И доправа ќе се воде процес во наредниот период, транспарентен со се што правевте против Владо Павлов, по судски пат. Македонци, бидете љубов и да дадеме од нас за Македонија и никаде на друго место да не се јави ова што се јавува и што беше во Кочани. Ја повикувам цела Македонија. Ги повикувам сите наши браќа и сестри од сите градови. После отварањето на Агапи кафе Прилеп започнуваме со нашите протести во Кочани за враќање на цвеќето на животот и за правење на музеи. А Бога ми и за децата. И ќе ве молам, кочанчани, кога Владо Павлов ќе доаѓа со неговите браќа и сестри од цела Македонија, немојте да ми доваѓате ниту еден. Затоа што никаде ве немаше овие 20 години, не ве сакам ни сега. Ке ве молам да ме оставете јас со се македонското обединување сам да си ја завршам работата и за вас и за мене. Немојте многу да ме бранете и ке ве молам, како досега што бевте настрана од се оно што правеше Владо Павлов во Кочани, продолжите така и во иднина. Не сакам ниту еден кочанец да биде во моите протести. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за вистината, за Македонија, ќе докажеме се.